Желбата да се игра со куќето на соседите заврши трагично за 8-годишникот од Скопска Пинтија. Детето било искасано на главата и вратот, пошто искрварило до смрт. Лекарите од градската општа болница безуспешно се обидувале да му го спасат животот. Уште на приемот во болницата не покажувало знаци на живот. Во клиниката пристигнале со приватно возило, но веќе било предоцна. Момчето има големи и длабоки рани како резултат на гризење во пределот на главата и во вратот, каде се наоѓа главната каротидна артерија. Токму таму било изгризано, заради што и веднаш искрварило. Тимот лекари се обиделе да го реанимираат, но за жал детето, како што реков, било мртво уште пред да стигнат во болница. Трагедијата се случила во момент кога сопствениците на куќето не биле дома. Детето кое живеело во соседната куќа се прикачило преку оградата, влегло во дворот на соседите, каде што било нападнато од куќето, од расата бул мастив. Веднаш е известен јавен обвинител, извршен е увид од страна на јавен обвинител и од полициски екипи и под раководство на обвинителот се преземаат мерки за расчистување на случајот. Телото на починатото дете е дадено на обдукција. Во дворот на куќата имало 2 куќиња, а двете фамилии биле во добри односи. Од она што е познато, ова не било прв пат детето да се игра со куќето. Од направениот увид утврдено е дека во немилиот настан учествувале 2 куќиња кои имаат сопственик. Куќињата се уредно идентификувани со микрочип и тие сега се изолирани и ставени под надзор на официјален ветеринар. Дворот во кој се чуваат куќињата е соодветно заграден и на влезот е поставен предупредувачки знак "Пази куќе". Од друга страна, правниците велат дека кривичниот законник не предвидува вакво гонење за сопственикот и овој дел е регулиран во Законот за заштита и благосостојба на животните, во кој има прекршочни одредби.